Почитувани гледачи, ова е програмата на ТВ каналот ВИС и емисијата Виз за Ви или Очи во очи. Овој пат со Цветанка Иванова, кандидатот за пратеник од редовите на Социјалдемократскиот сојуз на Македонија. Госпоѓа Иванова, добро вечер, добре дојдовте. Добро вечер и поздрав до гледачите на вашиот ТВ канал ВИС. Имате ли сила да издржите сето она како изборна кампања која што ја започнавте пред едно 10 дена, ако не се лажам? Пред повеќе дена е почната кампањата, веќе се наоѓаме на финиш, имаме сила, а уште повеќе ќе ни треба сила после 5 јуни. Така. Госпоѓо Иванова, мене ме интересира како ја оценувате до сегашниот тек на кампањата, иако морам да признам дека и пред оној официјален старт веќе работеа партиите на терен. Мислам дека уште 2-3 дена толку имаме кампања и од оваа дистанца може веќе да се даде оценка на изборната кампања, иако оваа власт цело време за владењето од околу 5 години во кампања, со сечење на ленти, со пуштање на разни објекти, со давање некакви ветувања, меѓутоа да се фокусираме на делот од изборната кампања, вистинската изборна кампања. Јас можам да кажам дека нашата изборна кампања, која што ја водевме на територија на општина Струмица, е мирна кампања, една позитивистичка кампања, кампања која што се разликува од претходните типови на кампања кои што сме ги воделе. Немаме веќе, гледате, големи митинзи на кои што ќе се обраќаме на граѓаните кои што или не слушаат или не слушаат. Немаме платени големи билборди, плакати, затоа што навистина не треба во вакво тешко време да се троши толку пари, туку се одлучивме на еден друг вид на кампања, од врата на врата, од човек на човек, да правиме непосредни контакти, да ја нудиме нашата програма, да ја презентираме на луѓето нашата програма, да ги слушнеме нивните проблеми, нивните барања и на крајот да постигнеме, ако не друго, еден договор дека на 5 јуни тие да ни ја дадат довербата, а на 6 ние навистина да враќаме за нивната дадена доверба и да ги решаваме натрупаните проблеми. Јас мислам дека оваа кампања вроди со плод за сега, бидејќи одлично сме прифатени секаде и во градот и во населените места и уште овие 2-3 дена ќе завршиме со тој дел на кампања. За разлика од нас, политичкиот противник се одлучи на една поинаква кампања која што стварно не доликува на ова ниво на развој, кампања во која што наместо да се презентираат проекти се води плукачка кампања, да се оцрни се живо, се она што е противник и што нуди противникот, и мислам дека граѓаните тоа добро ќе знаат да го оценат. Особено загрижена сум што последниве неколку денови, тоа имаме сознание во текот на целата кампања, но тоа последните денови од оваа кампања, од нашава кампања, загрижувачко е тоа што имаме сознание и веќе имаме материјали, доказен материјал, дека практично во кампањата на ВМРО ДПМН се вклучени и Министерството за внатрешни работи, Центарот за социјални работи, медицински центар, практично Значи, сакате да кажете дека се користат владините институции за да се во функција на ВМРО ДПМН? На очиглед на целокупната јавност веќе цела оваа кампања е видно дека владата ги користи сите, односно кандидатите ги користат ресурсите на владата, меѓутоа сега ги користат и институциите за да вршат притисок. Практично имаме и материјал доказен, имаме информации дека во турското мало, практично од Министерството за внатрешни работи, од полицијата е направена опсада. Не смее да влезе, ниту да излези превозно средство без да биде проверено, без да биде исконтролирано. И ова е од една единствена причина да се држат луѓето под страф и да можат секако само тие да знаат што се случува таму и само тие да прават она што наумиле да го прават, а секако се знае во последните денови што правеле и што прават, тоа е купување на гласови. Исто така активно е вклучен и Центарот за социјални работи, кој што овие денови имаме практично штанцање на решенија за социјална помош, за сите видови социјални помошти, исплаќање на социјална помош, а онаму каде што не може да ги скршат граѓаните, дури и со укинување на социјалната помош.
Вклучено и јавното предпријатие за шуми. Имаме доказен материјал од висок раководител на шумското стопанство. Има дадено наредба или слобода на сите оние кои што сакаат да сечат шума масовно, значи од четврток натаму до денот на изборите да слободно да се сече. Јас сега им порачувам на сите оние кои што се вклучуваат во ваквата незаконита активност и во ваквиот обид на ВМРО ДПМН да направи се за да ја задржи власта, да не се осудуваат да го прават, затоа што на 6-ти, после 6-ти навистина ќе се соочат со лицето на правдата, а на граѓаните им порачувам да не подлегнуваат на притисоци. Тие најдобро знаат, оценија овие 5 години кој што правел и кој што навистина мисли да прави, оценија во текот на изборната кампања што е она што нуди политичкиот противник, а што е она што ние нудиме, и слободно масовно на 5 јуни да излезат и да си го дадат својот глас. Затоа што ако е слободно даден гласот, тогаш ќе имаме слободна и легитимна и секако власт по желба на граѓаните, а не под притисок на граѓаните. Во такви услови кога имате односно кога одредена политичка партија или владеачката партија, како што велите, врши притисок врз граѓаните, кога едноставно се користат сите инструменти, дури и закани едноставно, успевате ли да го слушнете нивниот глас и што велат граѓаните и да ја презентирате вашата програма? Успеваме да ја презентираме програмата. Јас мислам дека стигнавме до секој дом. Стигнавме до секој. Што велат граѓаните? Граѓаните едва чекаат да дојде 5 јуни да си го кажат своето. Тие да донесат одлука затоа што навистина доста им е. Според тоа огромно незадоволство тоа. Огромно незадоволство, и тоа не само на територија на општина Струмица, каде што повеќе сум фокусирана со кампањата, туку на цела изборна единица четворка, затоа што дел од деновите кои што ми беа наменети за кампања, јас бев во кампања и во останатите градови. И мислам дека огромно е незадоволството, не веруваат луѓето и чекаат на вистина еднаш да се решат од ваквото овладење. Што нуди вашата програма накусо, еве, например за социјалците, пред малку ги спомнавте дека им се укинува социјалната помош како закана за да се гласа за нив на 5 јуни. Едноставно во тој дел, во делот на социјалата, што нуди програмата на Социјалдемократскиот сојуз? Значи, имаме програма и таа е тука, еве, постојано сме обвинувани дека немаме програма. Имаме програма и не само што имаме програма, туку имаме решенија, и тоа конкретни решенија за натрупаните проблеми на граѓаните во Република Македонија, тие не се така мали. Меѓутоа, сепак можеме да издвоиме два најголеми, најгорливи проблеми на граѓаните, тоа е живеачката, сиромаштијата и невработеноста. Значи, живеачка, сиромаштија и невработеноста. И токму тука фокусот на проектите се ставени во програмата за да се навистина надминат овие проблеми на граѓаните. Луѓето веќе навистина не знаат што да прават со себе. Над 33%, тоа е официјален статистички податок кој што, бидејќи Државниот завод за статистика секако го води кадар на ВМРО ДПМН, секогаш се скрива некој процент повеќе, меѓутоа еве да земеме дека 33%. Но не е мала бројка, ова е 1/3 од Македонија сиромашна. Таа бројка не е мала, 1/3 значи од населението е во сиромаштија, 1/3 од населението е без работа, и тоа доволен аларм е дека оваа влада, ако имала нешто намера да решава, овие 5 години ќе решава. Не имаме тука решенија, особено во делот на невработеноста, со низа проекти, субвенционирани вработувања, отворање на поддршката од Македонската банка за обнова и развој и секако користењето на средствата од Европската унија да развиваме состојба или да создаваме состојба во Република Македонија со која што полека, но сигурно ќе отпочне бизнисот и отварање на нови работни места да можат да се вработуваат луѓето. Во однос на сиромаштијата имаме пакет на мерки кои што треба да се преземат, зголемување на пакетите за социјална помош на ранливите групи и најважно од се, сите овие досегашни пакети кои што се давале, социјалната помош по разни основи, затоа што не е само социјалната помош како еден пакет, имаме нега на изнемоштени лица, имаме за придружници, разни форми, значи во законот. Овие сегашните, значи пакет давачки од државата или социјални примања што ги имаат граѓаните, ќе се зголемат за 40%, затоа што под достоинството е да се една категорија на граѓани кои што западнале не по своја вина
во таква состојба да им се дава 1800 денари социјална помош и при тоа сега во овие услови па и уште и да се уценува да гласат за оваа власт. Исто така имаме едно од најважните за мене, барем историски ветувања, можам така да кажам, за кое што граѓаните стварно без размислување треба да гласаат за нашата опција, за нашата програма, е тоа што за прв пат во Република Македонија воведуваме државна социјална пензија. Така. Ова го има, не е непозната категорија на пензија во другите држави и ние не треба топла вода да се измислува, само треба да се види другите што работат и ние тоа го предвидуваме. Практично сите оние граѓани, без разлика дали се тоа мажи или жени, со наполнети 65 години старост, кои што немале можност да заснуваат работен однос или немале можност да плаќаат придонеси по други основи, да се стекнат со државна социјална пензија. Таа државна социјална пензија сигурно нема да биде многу голема, меѓутоа 4000 до 5000 денари месечно секако дека добро ќе им дојде на сите оние луѓе кои што на крајот од животот веќе се изнемоштени, стари, телото истрошено, државата мора да води сметка, државата да им обезбеди достоинствен живот на стари години. Една сигурност на стари години. Да, сигурност, затоа што ние по правило и по устав сме социјална држава и треба да водиме сметка за оваа ранлива категорија на граѓани. Исто така, секако знаете дека оној проект кој што го отпочнавме јас како пратеник во опозиција уште пред 2 години заедно со земјоделците, на кој што им е укинат пензискиот стаж во време трајање од околу 10 години. Тоа е за периодот на плаќање на придонес од 79 до 89 година, кога со една измена на Законот за пензиско и инвалидско осигурување од страна на оваа влада им беше укинат овој стаж и голема е групата на земјоделци кои што се сега стари и изнемоштени и не можат да си платат, да си остварат право на земјоделска пензија. Ние тоа ќе го направиме, значи овој стаж ќе го признаеме и секако тука нудиме можност на докуп на стаж во време трајање од 5 години. Тоа значи дека оние луѓе кои што не исполниле заради разни причини, пропаѓање на фирми, не исполниле значи пензиски стаж до 15 години, да можат да си откупат 5 години стаж и да одат во пензија. И сега ако се земе во предвид дека ќе ги решиме стечајците на земјоделците, ќе им обезбедиме, ќе им го вратиме од земениот стаж, ќе им обезбедиме на сите категории докуп на стаж, ќе имаме државна социјална пензија, тоа значи дека ќе нема стар човек или човек во подминати години, после навршени 64 или 65 години, да не е уживател на пензија. Ова е доволно едно ветување кое на вистина мене ме прави радосна и сакам да стигне до секој граѓанин и тој сам да одлучи. Затоа јас кога одам во кампања викам дека гласајќи за оваа програма, практично гласат за сопствената иднина. Себе. Гласајќи за оваа програма, практично секој граѓанин може во оваа програма да најде решение барем на еден негов проблем, гласа и за себе. Сакам да спомнам дека имаме исто така разни пакети, проекти со кои што ќе вработуваме ранливи категории на граѓани. Тоа е воспоставување на квота за вработување во администрацијата на лица со посебни потреби, кои што се надвор сега од системот, не се интегрирани. Ќе создаваме можност за вработување на жени кои што останале без работа. Тоа сакам да ве прашам, јас оглед дека доаѓате од понежниот пол за улогата и статусот на македонската жена, ќе се залагате ли да го напредите? Мислам дека да, јас се борам сиве овие години за унапредување на статусот и положбата на жените и на вистина можам да констатирам дека изминативе 5 години ништо не е работено, ништо не е направено. Напротив, се уназадуваат правата, особено правата од работен однос. Правата од работен однос се уназадени на сите, меѓутоа тука вклучително на жените, како граѓани кои што имаат посебни биолошки потреби. Мислам дека тука треба многу да се работи, затоа што заостанавме, ако бевме лидери до 2006 година, мораме веднаш, значи, да го ревидираме работното законодавство, ќе донесеме посебен закон за мобинг, за психичко и малтретирање на жените во работен однос. На жалост, тука е кај нас повеќе политички притисок, еве и сега е изразен тој политички притисок. Жената како жртва на семејно насилство посебно треба да биде третирана, да има посебни субвенционирани вработувања за да може
може да таа да се врати во системот, да биде интегрирана, да се врати назад, да се ресоциализира од сето она што и се случувало. За заштита на репродуктивното здравје и да не зборуваме, затоа што оваа влада, она што успеавме сите жени да го направиме, практично иако имаме законски основ, не го спроведува под единствен изговор дека нема средства, а граѓаните знаат дека има, ако има средства толку огромни да се трошат за разни непрофитабилни работи, како што се, да не ги спомнувам сега, дегутантно е споменици лаве, така, и децата мора веќе да знаат се за води сметка и за жените. Имате ли Жените имаат посебна здравствена заштита и бесплатна здравствена заштита ќе имаме, значи, за старите лица, пензионерите, за децата до 14 годишна возраст и за семејствата, односно за граѓаните кои што се социјални случаеви. Светото станува на младите. Што предвидувате за младата популација во вашата програма, доколку ја стоите до БРБ-та на граѓаните? Посебен проблем се, односно не се проблем, грешка се изрази. Да, но проблем е млади сме, невработени, едноставно младите, државата не доволно води сметка за младите. Најголем процент од тие невработени припаѓа на младите и сметавме дека, изготвувајќи оваа програма, сметавме дека треба посебен фокус да се даде на младите. Имаме низа субвенционирани вработувања, лица до 27 годишна возраст, да може при вработувањето работодавецот да биде ослободен од одреден период од плаќање на придонеси. Една категорија пак да бидат платени платите во одреден период како поттикнување за плаќање на младите. Секако ќе имаме посебни грантови за отворање на нови работни места, но она што е најважно за младите, бидејќи денеска во овој период, во оваа состојба во која се наоѓа нашата држава, се помалку млади се одлучуваат да стапуваат во брак затоа што не се згрижени, не се вработени. За од еден социјален случај да не стануваат два, ние нудиме едно решение со кое што државата ќе обезбеди така наречен семеен кредит, за да може тој кредит ќе биде бескаматен, односно државата ќе ги субвенционира каматите спрема банките, за да може младите брачни парови да си отпочнат или да планираат сопствен живот и да формираат сопствено семејство. Така, тоа се, значи, дел од вашите постаменти на вашата програма кои што се планирани за младите, и верувам дека нема да бегаат од Македонија, кои што се случуваме со овој проблем, бидејќи последни 2 години постојано го слушаме тоа, бегат, нема чаре. Мислам дека тоа е најгорлив проблем и мора државата пред се нешто да сработи за тоа, затоа што при кампањата што ја водевме особено во населените места, чукнавме на повеќе врати и видовме само стари изнеможени лица. Младите веќе не се тука. Да. Госпожа Иванова, со оглед дека бевте дел од парламентарниот состав и член, односно претседател на законодавната комисија, само накусок ќе ве молам. Оценка за последниот парламентарен состав и да го поврзиме со тоа што бевте лидер, односно во законодавната комисија, познавајќи ги законите, збордва и за нашето правосудство. Имаме ли реформирано правосудство или тоа е партизирано? Веднаш ќе ви одговорам, имаме високо партизирано судство. Тоа не го зборуваме ние како опозиција. Тоа е констатација и во извештајот за напредокот на Република Македонија за 2010 година. Сега сигурно уште поригорозна ќе биде оценката. За прв пат во историјата од почнување, нели, од добивањето на кандидатскиот статус, поименично се споменува министерот како пречка односно како човек кој што го партизира судството. И затоа ние во програмата викаме надвор министерот за правда од судскиот совет и од јавно обвинителскиот совет. Меѓутоа, со самото излегување на министерот ќе се промени, но не битно. Мораме судството да го ослободиме, значи судии да се бират и надвор, не само од Академијата за суди јавни обвинители. Ние имаме одлични адвокати, одлични правници кои што работат по институциите, зошто да не и тие да не бидат судии. Сакаме, значи, да политиката да извадиме од судството. На жалост, судството и во време на кампањата покажува дека е високо политизирано,
вклучувајќи се со сопствени изјави од највисоко ниво и коментирајќи одредени ситуации. Тоа не смее да се случи, меѓутоа тоа ќе биде, мислам, на идната влада посебна задача, затоа што ако сакаме странски инвестиции, ние мора да овозможиме независно судство. Без независно судство нема странски инвестиции, нема нови вработувања, нема подобрување на економската состојба и ако морате да одлучите за кој е зло или да го искорените и кој е добро, јасно е што треба да се прави. Так, и само за крај, госпожа Иванова, зошто граѓаните и нашите гледачи да гласаат токму за вашата програма, а не за останатите? Накус, само една реченица. Кратко, затоа што, како што кажав, оваа програма е реална, оваа програма е со планирана финансиска конструкција. Во оваа програма за секое семејство има понудено решение најмалку барем за еден проблем. Затоа јас и во кампањата и сега викам дека гласајќи за оваа програма, практично граѓаните гласаат за себе. Доста е веќе од лажни ветувања, доста е веќе од лажни надежи, граѓаните знаат да оценат. Оној кој што сакал да направи нешто, имал шанси 5 години да направи. Ако не направил за 5 години, зошто да веруваме дека следниот мандат би направил? Оној кој што прави, е носител на нашата листа, доволно знаат граѓаните што направи. И затоа имаме два тима, еден кој што силно ветува, ништо не остварува, и еден кој што ветува, ама има реални резултати. Госпожа Иванова, јас ви благодарам што бевте дел од емисијата Визави на програмата на ТВ канал 10. Благодарам и мене, задоволство ми беше и очекуваме на 5 јуни поддршка од граѓаните за бројот 10 и за нашиот носител Зоран Заев и за секако подобра и посреќна. Ни ветува откуп на тутуну. Излажа, останавме со празни джебови. Срамота, го земаат лебот од устите на нашите деца. Македонија е земја без инвестиции, со рекорден број на невработени. Секој трет човек е сиромаш. Тоа мора да престане. Ние тоа ќе го смениме. Гласај за Зоран Заев, број 10, Социјалдемократски сојуз на Македонија, за твојата иднина.